Добро вечер и од оваа позиција го отвараме речиси последниот час од отвореното студио 1. Како што веќе знаете, за овој четврток беше најавено гостувањето на лидерот на опозицијата, господинот Христијан Мицкоски, секако лидер на ВМРО ДПМН. Од оваа позиција му велам добро вечер на господинот Мицкоски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата. Чест и задоволство да видам дел од вашата емисија, телевизија. Така, вие се наоѓате на позицијата на главната маса, би рекле, на Студио 1, каде што оваа вечер ваш домакин и водител секако ни разговорот е нашиот колега Чомовски, Александар Чомовски. Добро вечер и за вас. Здраво, Анета. Се надам дека ќе издржиш до крај на отвореното студио. Топло се надевам, но додека сме овде и додека сме на самиот почеток, би рекле, јас ќе искористам оваа позиција да поставам некое прашање, нели, за влез во целото интервју. Тоа што секако сакам да го прашам господинот Мицкоски на самиот старт на речиси 1 година од вашиот мандат како председател на најголемата опозициона партија, ќе прашам колку ви се промени животот воопшто. Па реално да, ми се промени животот, бидејќи сепак ова представуваше еден сосема поинаков предизвик за мене, за моите блиски, се разбира за моето семејство, но сепак мислам дека успевам некако да ги изменеджирам работите и на приватен и на професионален план и да успеам да стигнам секаде онаму каде што сум потребен. Сега партијата ве гледа повеќе отколку семејството? Да, точно. Тоа е можеби еден мал недостаток кој што се уште не сум го изоптимирал, но се надевам дека тоа ќе дојде и со искуството во периодот што следва. Сега функцијата, партијата, опозицијата и се што носи таа со себе е еден детал кој што вака како информација прострои некаде во август оваа година, кога вие лично побаравте полициско обезбедување. Што се случуваше во август и како ви беше загрозен животот? Не, тоа е една невистина која што тогашниот, односно и се уште министер за внатрешни работи се обиде некако странично да ги брефира или блиските околу него да ги брефираат медиумите во Македонија. Но каква е вистината? Вистината е што за време на оние разговори кои што ги водевме во владата како опозиција и влада некаде март-април месец и водејќи реминисценција на минатото кога опозиционите лидери имале полициско обезбедување на совет на премиерот на државата, односно на председателот на владата тогаш, како одела процедурата, постапив процедурално, тоа подразбира таа процедура дека треба да доставам барање до Министерството за внатрешни работи, така што јас тоа барање го доставив некаде уште, ако не се лажам, март месец. И веднаш, потоа Министерството за внатрешни работи одговори позитивно на тоа барање, но претпоставувам дека некаде во август месец им беше потребно тоа да го скандализираат, да се обидат со ниски страсти, нели да ја завртат тезата, да ја завртат вистината и тогаш невешто тоа го злоупотребија, но се разбира јавноста на тоа во тој момент не потпадна. Тоа е вистината. Да не се вознемирувате многу. Се надам дека немаш уште да речем усто женски муабети, ама тоа е дел од Добро, Чомовски, премени на машките, па јас подоцна ќе се вклучам пак. Добро, ти благодарам. Апропо на обезбедувањето, со сиот ризик како ќе ме дочекаат. Не се вознемирувате толку многу. Има правило, председателските кандидати што беа номинирани и влегуваа во трка, беа обезбедувани на највисоко ниво. Така што шеф на опозиција нормално е да биде обезбедуван. Иако сега гледам, стигнавте со партиско обезбедување. Да, јас најпрви да кажам дека јас тешко се вознемирувам, речиси да не се вознемирувам. Се разбира, јас ја кажав насоката околу контекстот зашто беше тоа злоупотребено некаде таму август месец, инаку да, денеска пристигна во вашата емисија заедно со дел од моето партиско обезбедување. Добро. Господин Мицкоски, кога се договарахме по пораките, понеделник, вторник сум зафатен, среда, ајде четврток и дојдовте во четврток, ви благодарам што дојдовте. Кај бевте што бевте зафатени, рековте водите во странство? Да, бев надвор од Македонија, на еднодневно патување. Толку е дискреција? Па не е дискреција, во една соседна земја, еве ќе ја кажам и земјата, не е тоа спорно, соседна Бугарија, во Софија бев, но патувањето беше од приватен карактер, не беше нити поврзано со политички теми, нити беше поврзано со нешто што може би ете... Значи нема увоз на струја, нема разговори со Борисов. Тоа е микс затоа што
пред бегството на Груевски водете разговори со Орбан и со Вучич. Го договаравте транзитот на Груевски кон овие држави? Па може би за тоа одговор треба да побарате во друга институција која што е надлежна за безбедноста во државата и во друг еден ресор. И предпоставувам дека одговор на вашето прашање може би најкомпетентен е да ви каже, да ви даде премиерот на оваа држава или уште повеќе министерот за внатрешни работи. Инаку да, точно е, јас изминатиот период го искористив за низа патувања, меѓу кои беше патувањето и во соседна Србија, каде што исто така бев приватно, не бев службено, во насока на тоа да се сретнам со председателот на соседна Србија, господин Вучич. Јас тоа во едно интервју го објаснив, бидејќи и тогаш бев прашан вака во иста насока. Може би не сте го слушале тоа мој интервју, но тогаш председателот на соседна Србија беше надвор од Србија, односно беше во службена посета на Казахстан, што можев да го видам во една од утринските емисии додека се подготвував да ги завршам определени приватни активности кои што се поврзани лично со мене. А исто така посетата искористив тогаш да појдам и до Будимпешта и да се видам со председателот на Унгарија, на соседот на Србија, господинот Орбан, но тоа е некаде неколку недели пред да се случи ова скандалозно бегство на господинот Груевски. Под тука можам да изречам одговор на ова ваше прашање, дека можеби по соодветна личност и по соодветна институција е премиерот на оваа држава и министерот за внатрешни работи, кој што впрочем и во една прилика тоа и го кажа дека ќе покренат истрага. Еве јас ги охрабрувам таа истрага да ја приведат до крај, да не го пуштаат тоа на момче пред штабот на ВМРО ДПМН да се обидува невешто и себе си да се... Искрена стимулација што ја правите припаѓа и вашето право или должност на лојален граѓанин на Македонија да информирате на одреден начин нашите служби, нашите дипломатски, нашето МНР, што е составен дел на еден добар бонтон, што сте разговарали со Орбан после ова, како што вие велите, скандалозно заминување и бегство на Груевски. Па да, јас стојам на располагање, секој некој што го интересира е поврзано со истрагата да се докаже кој помогнал во бегството на Груевски од Македонија, да кажам што сум разговарал со господин Груевски. Орбан не ве праша што се случува со Груевски и што му одговорите во тој случај? Не, сосема поинаква беше темата и не беше поврзана со Груевски. Тоа беше тема која што беше поврзана со престојниот конгрес на Европската народна партија, кој што се случи неколку недели потоа. За тоа разговаравме. А сега во Софија имавте неформални контакти со... Не, навистина приватна беше средба. Со дипломатски представници на Запад? Не, навистина беше приватна средба. Мои извори велат дека може би сте имале, ама може моите извори се неверодостојни. Па, ќе треба да си или да ги промените или да се обидете да кажете дека не име точна информација. Затоа не продолжувам со тезата. Инаку се држам до тоа да разговарам со факти. Да. Она што во овој момент го слушам од вас, тоа е квалификативот дека е скандалозно бегство на Груевски. Ако е тоа скандалозно бегство на Груевски, директно ќе ве прашам, дали следниот чекор е да го денунцирате од позицијата почесен председател на ВМРО ДПМН? Тоа што ќе преземе ВМРО ДПМН во периодот кој што следи ќе биде сведок јавноста, што е поврзано со нашите внутрипартиски случувања, дебати и така натаму, но на што е можеби поважно за јавноста е да добиеме одговор како ова се случи, зошто надлежните институции во оваа држава кои што можам да кажам дека барем од лично сведочење дека многу прецизно знаат јас каде се движам и не гледам причина како не би знаеле каде се движел господинот Груевски, но доколку не знаеле, тогаш навистина тоа е пропуст на тие институции, бидејќи станува збор за лице кое што нели веќе беше на начин на кој што беше, тоа сме го коментирале во минатото, осуден на затворска казна од 2 години. Исто така бевме сведоци дека тој во периодот претходно правил некакви активности кои што се поврзани со случувања кои што навистина можеби да значат нешто кое што во тој момент не ни изгледало за реално, но потоа се случило. И можеби треба одговорот да го бараме во таа насока да престане ова реално шоу кој што ни го приредуваат владата на СДСМ, председателот на владата на СДСМ и најодговорниот и најповиканиот за ова што се случи, а тоа е вице-премиерот и министерот за внатрешни работи господин Анатолијар Спасовски, да ја продолжат истрагата,
и да конечно дојдат до мотивите и до помагачите на овој настан на кој што целата македонска јавност беше сведок. Еве јас како што кажав и на почетокот, ја охрабрувам. Ја охрабрувам истрагата да продолжи понатаму и да дојде до конечно расветлување и да знае впрочем македонската јавност што се случило. До тука се согласувам. Од тука натаму имам нови редици на прашање. Затоа сум тука, за да одговорам на редиците прашања. Првото и следно е повторно со Груевски. Имавте на овој начин инкогнито средба на председателот што заминува и председателот што доаѓа. Се надам дека не разговарате само за парите и за сметките. Имавте ли индиции дека Груевски ќе си замине? Не, ние разговаравме за се извинам. Ние разговаравме за сето она кое што му се случуваше претходно, кое што ние, а и јас лично го квалификувавме како политички прогони, навистина немаме поинаква дефиниција за тоа што се случуваше во минатото, кое што е поврзано и со Никола Груевски, но и со сите ние поранешни, а дел и сегашни партиски функционери на ВМРО ДПМН, претпоставувам тоа ќе биде тема на редицата ваши прашања. Не сум изненаден зашто и второто и третото претпоставувам прашање ќе биде поврзано со Никола Груевски. Ме зачудува зашто можеби не се занимаваме повеќе со Зоран Заев и со реалните проблеми на граѓаните, но се надевам дека во оваа редица прашања и за тоа ќе имаме шанса. Знаете зашто не се занимаваме? Затоа што со дел од вашите констатации и како јавна личност се согласувам и не ви представува многу кејф да ви давам шанса да се занимавате со Заев. Повеќе сум преокупиран со тоа што Ама Чомски ние треба да дадеме шанса на јавноста, можеби она не се согласува. Можеби е добро на да слушне. Ја не ве ограничувам да правите рецензија на Заев и на владата и тоа е ваше легитимно право. За прогонот. Да, ама ако не ми поставите такви прашања, тоа ќе морам ја слободно да одговарам на тие прашања и да давам рецензија. Да не ви ги поставам ќе одговорите на тие прашања. Сакате ли да се вратам на вашето прашање? Разговорот беше воден пред Груевски практично и да даде жалба на судската одлука, нели има апелацијски суд и пред она гласање во рамките на парламентот, каде што се гласаше нели за земање на мандатот на господинот Никола Груевски, така што отприлика тоа беа темите кои што ги разговаравме и нити во еден момент не можев да забележам, можеби тоа се должи нели и на мојата наивност, морам и тоа да признам, се шалам, се разбира не. Не можев да забележам дали и постои најмала индиција дека може да се случи тоа што се случи, затоа можам да слободно да констатираме од оваа перспектива и да се вратам на почетокот од нашиот денешен разговор. Можеби овој одговор треба да го побарате во други две институции и конечно ова повторно ќе кажам реално шоу кој што се приредува на македонската јавност да добие конечна епизода, финална епизода, па да го видиме инспираторот, да го видиме помагачот и сето она кое што се случило во тој момент. Ке се вратиме на оваа тема до Заев. Се разбира. Јас сега ви предлагам заедно да погледате еден... Во првата или втората редица сме сега? Уште сме во првата. Има уште, гледате уште колку имам. Добро. Да се вратиме на позицијата на еден антипрофил, што се обидовме да го направиме заедно со мојот колега Христијан Баневски. Јас се надевам дека режијата го има ставено на столот за емитување и предлагам да го чуеме, а потоа ќе го видиме и Христијан Баневски од седишното на ВМРО ДПМН. Со поддршка од 376 делегати Христијан Мицковски пред безмалку една година го презеде кормилото на ВМРО ДПМН. По 14 години партијата доби нов лидер, но без можност за избор. На скандалозниот Валандовски конгрес, кога Мицковски беше избран како единствен кандидат, Груевски стана почесен председател, создавајќи слика во јавноста дека тој натаму управува од позадина, а партиската криза се чинеше далеку од готова. Пред изборот на челната позиција во партијата тој беше генерален секретар на ВМРО ДПМН. Советник за енергетика на Груевски се до крајот на владиниот мандат. Своевремено беше и председател на управниот одбор и генерален директор на АД-Елем. Мицковски е семеен човек, оженет и татко на 2 деца. Тој е доктор на технички науки, а токму неговиот рапиден професионален напредок беше првиот аларм за политичките опоненти. Академската кариера му започна во 2002 година како помлад асистент на Машинскиот факултет во Скопје.
2 години подоцна бил унапреден во асистент на истиот факултет, а веќе во 2009 година стана доцент. По 5 години и вонреден професор. По зачленувањето во ВМРО ДПМН и напуштање на либерал-демократите, тој градеше вртоглава кариера за која се појавија сомнежи дека е заснована на непотизам и партиско фаворизирање, или пак на сплет на околности, како што самиот вели во едно интервју. Да, бев семестар дел од асистентскиот тим на кај мојот родител, точно. И повторно ќе кажам, горцу на тоа што имав можност да соработувам и да имам пример како што е тој човек. Крајот на политичката криза, смената на власта и тектонските промени на домашната сцена го означија неминовниот крај на лидерството на Груевски, а доаѓањето на Мицковски требаше да го навести реформирањето на ВМРО ДПМН во конструктивна и цврста опозиција. Македонската јавност по 20 на години за прв пат стана сведок на телевизиска дебата на националниот сервис помеѓу премиерот и првиот опозиционер. Видете, ја не сум како киша околу Крагуевец, него сум како надојден вардар со многу факти и аргументи, што ќе го оддува торнадото кој што се спрема на Република Македонија. А тоа, граѓаните ќе го кажат на следните парламентарни избори. Ќе бидеме сведоци двајцата. Но апетитот на јавноста не беше задоволен. Поради ваквите демагогии, корисниците на социјалните мрежи за првата јавна дебата по 2 децении коментираа дека немало квалитетна дискусија, ниту пак издржани аргументи. Не изостанаа ниту хумористичните коментари, како јака страна на Твитер заедницата, која лидерот на опозицијата го прекрсти во Жмицко, алудирајќи дека неговите постапки се слични со оние на неговиот претходник Груевски. Мицковски со секој следен чекор потврлуваше во обидот да ја избегне неговата сценка. Јавност уште помалку веруваше во неговите конструктивни намери кога демонстративно ги напушташе лидерските средби на кои го придружуваше професорката Тања Каракамишева, најзастапениот аналитичар во провладините медиуми за времето на владењето на Груевски. Дополнително, постапките на неговиот претходник Мицковски жестоко се расправаше со странските дипломати, а јавноста се сеќава на неговата преписка со Вес Мичел. Со посебно внимание го прочита вашето писмо и би сакал да ја искористам оваа можност да ви се заблагодарам за поддршката што мојата татковина ја добива во поглед на евроатлантските интеграции, што се и стратешки интерес на мојата партија и граѓаните на мојата земја. Се надевам дека многу скоро Република Македонија ќе биде дел од НАТО и ЕУ семејствата, но горда и достоинствена, а не понижена, обезличена и омаловажена. Предреферендумската битка беше еден од клучните моменти за Мицковски. Притиснат од меѓународната заедница од едната и партиските интереси од другата страна, тој одлучи до последен момент да ги држи членството и јавноста во неизвестност. Маршираше со сопартиците, дури и клекна пред нив. Но став не донесе, иако го тврдеше спротивното. На денот на референдумот граѓаните да се однесуваат по сопствено убедување. Оваа пасивна реторика по резултатите стана жестоко обвинување за референдумски дебакл. ВМРО ДПМН во обраќањето до јавноста упорно го потенцираше неисполнетиот цензус, прогласувајќи го референдумот за бојкотиран. Меѓутоа, за контрадикторноста на ваквата реторика сведочи предизборната програма на партијата, во која на гласачите им се ветува дека ВМРО ДПМН ќе го смета за успешен референдумот доколку мнозинството од излезените се за уставни промени. Мијалков, кој некогаш важеше за недопирлив во партијата, сега е обвинет дека на тој начин се спасувал себе си и бизнисите на штета на Македонија. Партијата одби да го коментира неговото приведување. Генерално нема коментар за најновите случувања. За нив Груевски е политички прогонуван, но се против неговото бегство во Унгарија. Тоа беше портретот што го направи нашиот Христијан, кој е пред Белата палата, како што вообичаено велиме, и кој на одреден начин има едно прашање што и како млад новинар можеби немал шанса да му го постави на почетокот од партиската и политичката кариера. Христијан, повели. Да, Чомовски, добро вечер до тебе и до гостите во студиото, господинот Мицковски, со кого што имавме можност да се запознаеме непосредно по неговиот избор во собранието. Меѓутоа, можевме и да погледнеме како неговото партиско рангирање, односно неговото напредување во партијата се движеше во оваа измината една година. Во овој момент, задкулисните превирања кои што во последниот период се случуваа, се ставени во втор план. Извори од партијата велат дека со последните случувања, токму овие случувања, всушност му ја зацврстуваат позицијата
позицијата на Христијан Мицковски како лидер на опозицијата на ВМРО ДПМН. Под тука и моето прашање кое што би сакал да го поставам до господинот Мицковски. Дали во ова измината година, односно во овој период на раководење со ВМРО ДПМН, очекувавте дека ќе дојде до вакво излегување на работите од контрола или пак вие тоа би го нарекле зацврстување на вашата позиција и сосема добро поклопување на коцките? Па не, јас би сакал само да кажам дека не само што не се работите надвор од контрола, него се целосно под контрола и не треба нити македонската јавност, нити било кој да биде загрижена за она што се случува во ВМРО ДПМН. Јас повеќе би бил загрижен за она што се случува денеска во државата, бидејќи сем црнила, потоп и порази и понижување што ни се случуваат, немаме нешто друго. Така што ВМРО ДПМН можам да кажам дека во овој момент е подготвена да се соочи со сите предизвици кои што се на политичката сцена, да ги разобличи сите оние порази кои што и се случуваат на Македонија и на граѓаните на Република Македонија. Во полна кондиција сме, продолжуваме понатаму до целосно разобличување и до конечен пораз на нова криминална партиски извори типуваат дека ќе дојде во наредниот период до промена на вашата реторика, односно ублагување на реториката која што ја користите кон меѓународната заедница за приближување кон западните партнери. Можно ли да очекуваме такво нешто? Видете, мојата реторика каква е вистината? Јас ве разбирам дека вие ќе се обидете сега нормално да го користите речникот со кој што би направиле обид да мене ме направите ваков или онаков, но јас сум тука да ја кажам вистината. А вистината е следна. Она кое што е принцип честност и искреност, Христијан Мицковски, тоест јас, еве да бидам попрецизен, го артикулирам, го кажувам и го соопштувам на македонската јавност, онака како што мислам дека е најмногу политички исправно, но и да бидам, се разбира, секогаш прецизен, принципиелен, честен и искрен со граѓаните, но и со поддржувачите на ВМРО ДПМН. Дали вие тоа ќе го наречете реторика ваква или онаква, оставам на јавноста да пресуди, бидејќи сепак на крајот од денот новинарите и јавноста се оние кои што ја оценуваат работата на нас политичарите и на следните избори кажуваат дали сме биле добри или сме биле лоши. Мицковски, околу честноста, што инаку ја заговара како проценка мојот колега, и вашиот претходник викаше јас сум чесен христијанин и така натаму. Уште мисле дека Груевски е чесен и христијанин после ова бегство што го направи? Па видете, јас... И дали воопшто имате дефинитивен одговор, дали ќе се откажете од тој човек и од неговата политика во изминатите 10 години што Македонија ја донесува и вас ве донесува во деликатни ситуации? Чомуски, јас многу внимавам кога се изразувам, така и сега ќе се обидам да бидам прецизен, бидејќи секогаш сум прецизен. Кога велам принципиелен, честен, искрен, мислам за себе. Сега вие ме прашувате дали мислам за Груевски исто како што мислам и за себе, навистина не е опортуно да ја давам одговор на такво прашање. Инаку на самиот чин на бегството, тоа го кажав во многу изјави во минатото, еве ќе го повторам и во вашата емисија сега, да го осудувам начинот на кој што постапи господинот Груевски, односно бегството кое што се случи пред некоја недела, но повторно ќе кажам, многу е важно да се лоцира вината кај кого е, зошто се случи тоа, кои се помагачите и кои се луѓето кои што логистички ја помогнаат целокупната оваа операција. Мислам дека одговорот, повторно ќе кажам, е во други институции, а јас како председател на ВМРО ДПМН ги охрабрувам тие луѓе веднаш да дадат одговор на сите овие неодговорени прашања во македонската јавност. Јас повторно ќе кажам дека се согласувам со вас дека институциите треба да го дадат клучниот одговор, затоа што ако ние продолжиме со оваа перцепција дека вината е во соседството, а во земјите кои се членки на НАТО, тогаш сме изгубиле многу во битката. А ние сведоци сме што кажуваат официјалните лица од нашето соседство, односно од тие земји низ кои што ете видовме дека била рутата низ која што господинот Груевски поминал. Дали не ви се чини, без оглед на критичност и критизерството или обсервациите кон Заев, дека всушност премиерот и Кати Јана ви отворија простор со деликатното, па и брутално и справување со криминалните спреги на претходната власт и на режимот на Груевски. Простор во кој вие успевате да се исчистите од таа структура која
ве доведува во деликатна ситуација во кој дел од партиците викат за кого ние гиневме, за луѓето што сега бегаат. Видете, Чомовски, на 23 декември 2017 бев избран за председател на ВМРО ДПМН и си поставив прилично амбициозна агенда за периодот кој што следува. А таа агенда е да уште тогаш верував дека ова влада предводена од СДСМ и Зоран Заев нема капацитет, нити пак има идеја да направи нешто револуционерно во Република Македонија за да може Република Македонија да оди напред. Исто стојам и сега, само што сега се уште посилно верувам дека ова што сега се случува во Република Македонија не можам никако да го опишам поинаку сем зборот црнило. Така што и тогаш и сега верувам во правната држава, верувам во правниот систем и верувам во сите оние неопходни реформи кои што правниот систем во Република Македонија мора да му се случат. Но секако не можам да ви дадам одговор и не можам да верувам дека судството кое што во овој момент е под директна палка и команда на Зоран Заев е вистинскиот начин за справување со криминал, без разлика дали станува збор за криминал од некој од претходните влади или станува збор за криминал од оваа влада. Ние мора да поставиме темели, вистински темели на кои што ќе се потпира правната држава, мора да расчистиме со криминалот и криминалците и мора тие криминалови и криминалци да доживеат она што го заслужуваат да го доживеат. Така што тоа беше дел, еден столб од она моја амбициозна агенда која што си ја зададов кога бев избран за председател на ВМРО ДПМН тој декември 2017 година. Уште повеќе верувам, еве на нецела година денот тој избор, уште повеќе верувам дека такви навистина реформи ни се потребни, бидејќи ова што сега ни се случува, а ние го именувавме како кацарска судство, е далеку од европски квалитет, од европски стандарди. Пред нас се реформи кои што се неопходни да се направат и во судството, но и во обвинителството и во други сфери кои што се поврзани со правната држава. Не зборувате за Сваровски судство. Или мислите дека тоа е декада која ќе ја премолчиме сите? Не, видете, ако ние правиме реминисценција сега за нешто што било во минатото, ама тоа е дел од вашето партиско милење, ние за тоа правиме муабет. Ќе ви дадам одговор. Ако ние правиме реминисценција за нешто што било во минатото, а создаваме слично такво, дури 10 пати полошо и тоа го оправдуваме, не е тоа, еве, под предпоставка да се сложам со вас, дека све што било порано е погрешно. Ако ние исто правиме сега, па дури неколку пати полошо, што сме постигнале како општество? Критицирајќи го минатото, а гледаме како ни оди сегашноста без да обезбеди вистински правец на нината, што правиме ние како политичари и како ние на овие граѓани во Република Македонија ќе им возможиме подобри дни и посигурни дни. Така што треба да се фокусираме на сегашноста за да можеме да сработиме за еднината. Тоа е суштината. Ваков вокабулар што заслужува поддршка некако ми доаѓа прилично со коинциденција откако Груевски се избега, а Мијалков е во затвор. Дали се уште стоите на становиштето од извршниот комитет дека е на сцена кланот Заев-Мијалков, откако Мијалков влезе во притвор? Јас ви дадов одговор на вашето прашање дека уште кога бев избран за председател на ВМРО ДПМН, еден од основните столбови на кои што ми беа предизвик во моето делување како председател на ВМРО ДПМН и опозицијата и еве понатаму човек кој што ќе ја предводи опозиционата партија во некои изборни циклуси, без разлика дали тоа ќе бидат редовни парламентарни, ќе биде владење на правото. Истото го велам и сега и да, тоа што го имавме да го кажеме тогаш и на седницата го кажавме на централниот, ќе коригирам, не на извршниот комитет, но и она потоа кој што следеше како јавна изјава до медиумите и нема промена на нашиот став. Впрочем, тоа понатаму се покаже и на дело. Со многу такти внимателно зборувате дали ќе му го одземете почесното председателство на Груевски. Не зборувам со такти внимателно затоа што според статутот тоа се прави на Конгрес. Имено, сега треба да ви кажам нешто што е нестатутарно, а Конгресот следен треба да видиме која ќе содржи. Љупчо Георгиевски уште ви е почесен председател или не? Мислам да. И тоа е парадокс. Пазите сега, еве на Конгрес, Љупчо Георгиевски ви е почесен председател, а е во таборот на Зоран Заев, чија влада и действување жестоко критикувате. Но смогнавте сили прилично драматично да се справите со дезертерите, да речем условно од вашата партиска политика, со пратениците, само еден момент. Но тактизирате и околу Груевски и околу Георгиевски. Не тактизирам, не би се сложил со вашата констатација дека господин Георгиевски е во таборот на Зоран Заев.
напротив, тој можеби времено беше во таа група која што се залагаше за прашањето поврзано со референдумот и референдумскиот процес. Она кое што мене ми е познато, а е поврзано со последниот изборен циклус, тоа се локалните избори, е изјавата на господинот Гергиевски, која што ја даде јавно и која што македонската јавност можеше да слушне, дека остави на симпатизерите, неговите поддржувачи и членови слободно да изразат поддршката за онаа партија или коалиција за која што мислат за време на тие локални избори. Така што можам да кажам дека неговата последна јавна политичка позиција е дека практично он остава на неговите поддржувачи да се одлучат по своја волја кому да ја дадат поддршката. Така што не би се сложил Зошто бете толку ригидни кон реформаторите па ги исклучивте? Например, иако сега имате блиски соработници, формално да кажем, луѓе кои исто така ја заговараат тезата дајте да се свртиме, да не бидеме изолирани, да го фатиме овој европски курс и така натаму. Навистина се чувствувам непријатно што ќе морам повторно да кажам дека не е точна информацијата, бидејќи реформатори, луѓето кои што себе си се декларира во еден период од действувањето нивно во ВМРО ДПМН како реформатори не се исклучени од ВМРО ДПМН, напротив, тоа се членови на партијата, со дел од нив имам перманентна комуникација, со дел од нив имам не така честа комуникација. Реторичната работа можам да разберам, но тоа е формалистичко гледање. Луѓето се дистанцирани, вие ги дистанциравте. Тоа дали они се со членска книжка и Љупчо Георгиевски и Никола Груевски ќе бидат со членска книжка, но тие имаат амблем заштитен од ВМРО ДПМН, од оној ВМРО ДПМН, заради што, например, ја мислам дека значаен дел од досегашните ваши партиски истурени играчи ќе се сомневаат за кого ние игравме. Чомовски, знаете, ВМРО ДПМН е голема партија, најголема партија политичка. Не, тоа не треба да го знам тоа пред 35 години. Точно. Пред 30 години. Па можеби не пред 30, нешто помалку бидејќи тогаш не постоела ВМРО ДПМН, но не се. Баште прецизни сега, ако сака да ја ќе ви кажам датумот до формирањето, но добро, ајде. Да, не се. Можете да ме фаќате на таква. Да. Партија која што дава шанса секому, секој некој што одлучил дел од својот живот да го помене во структурите на ВМРО ДПМН без разлика на кој ниво, дали тоа било месен, општински комитет, централен, понатаму извршен комитет или во некој од партиските комисии, телата, секретаријатот, униите на млади сили, унијата на жени и така натаму. ВМРО ДПМН е структура која што дава шанса и можност секому. И таа можност е динамичен процес, односно процес во кој што вие добивате шанса, таа шанса ја користите или не, и се разбира во одреден период од вашето делување партијата одлучува дека или вие сте искористили или не сте искористиле. Доколку сте искористиле таа шанса, или партијата одлучува да ја задржи на таа позиција, или можеби ќе добиете некакво напредување. Само ако ми дозволите. Доколку не ја искористите таа шанса, можеби партијата спортски вака да се изразам ќе ве стави на клупа за резервни играчи, па потоа во делот од второто полувреме повторно ќе ве повика да играте можеби наместо бек, да играте двојка или тројка, така што суштината... Како селектор би биле кога, например, играчите од клупа повторно ќе ги разиграте во првиот тим? Па нормално, се разбира. Тоа значи дека, еве условно кажам, реформаторите што не сте ги исклучили, сте ги ставили на клупа, сметате на нивниот ангажман? Има еден светски филозоф кој што вели во политиката нема нити вечни пријатели, нити вечни непријатели. Така што таа е интересна максима и тоа не е само во Македонија, тоа е генерално и светска пракса. Се надам дека нема се вратиме до Винстон Черчил, но еве ви препуштам ситуација во која можете така да ми одговарате. Повторно ве прашувам. Имате инсуфициенција на мог да прифатите критичко размислување и внатре во партијата? Се разбира, нити некогаш било тоа доведено во прашање, нити пак ќе биде доведено во прашање. Сега, ако вашето прашање се однесува на периодот после донесување на политички став, тогаш наистина не би можел да се сложам со такво несување, бидејќи логично е во една таква гломазна организациона структура како што е ВМРО ДПМН, која што представува есенција на македонското битисување, да вие имате различни демократски погледи на нештата во рамките на внатрепартиската дебата до моментот на носење на конечниот став. Кога ќе се донесе тој конечен став, вие тој став го прифаќате и се разбира, треба тој став да го промовирате. Ако и после носењето
на конечниот став вие продолжите какафонично да се однесувате, односно да емитувате различни звуци од тој став, тогаш не знам дали вие мислите дека може да очекувате поддршка во рамките на партиската структура и тоа не можам да го оправдам, се разбира. Однесувањето какафонично различно од она што е официјалниот партиски став не е дозволиво. И не е тоа само во ВМРО-ДПМНЕ, тоа е во принцип во сите организирани структури, без разлика дали станува збор за политички партии или друг тип на организација. Партиски централизам или централизам на Мицковски? Не, па видете, вие имате сведоштво во минатото, да речеме, имате во Социјалдемократскиот сојуз, например, членови истакнати пратенички во минатото Буралиева, Грчева, кои што беа исклучувани само за тоа што се вратиле во парламентот. Имате градоначалници кои што одлучиле спротивно од партискиот став да учествуваат на трка за локални избори, како што беше случајот со Стефчо Јакимовски. Имате, например, со Нано Ружин, се сеќавам случајот кога прифати да биде амбасадор, па зашто прифатил повторно бил исклучен. Така што имаме низ за случаеви во другите политички партии, се разбира, кои што делувале многу поапсолутистички од она кое што вие сега мене ме прашувате. Да, долгата приказна на кратко, да, сум за внатрешна партиска дебата, апсолутно демократска по сите стандарди и токму тој го стимулирам како председател на ВМРО-ДПМНЕ да имаме што е можно поголема и пообемна партиска дебата и на состаноците со извршниот комитет, со пратеничката група, со централниот комитет, дури често пати некои мои соработници ми замеруваат, но тоа е се доносењето на конечниот став. Кога ќе се донесе одлука Чомовски, тоа треба и да се почитува. Не можете вие по носењето на одлуката да емитувате какафонични звуци. Ако пред 5 минути ми рековте дека вашиот став е непроменет од доаѓањето на лидерската позиција, дека справувањето со криминалот е еден од вашите приоритети, носителите на криминалот, и ако Јанева и Заев ви го исчистија просторот со Груевски заминувањето и со Мијалков, ги ставивте на клупа овие што беа на оден начин критичари на вашиот тврд став да се бойкотира или да не се излегува на референдум. Не беше тоа мојот став. Ке коригирам, пак ли ќе правиме меѓу де факто и де јуре позиција? Имаше низа непрецизности во оној антипортрет кој што го дадовте. И затоа го рекол дека е антипортрет, иначе ако го портретирам... Но имаше и неточни работи, кои што сега нема да ги коментирам, и мене ми е драго што е конечно примерно во вашата емисија некој политичар во Македонија доби антипортрет. Бидејќи претходно во вашите емисии не сум видел дека некој од политичарите, да речеме, кога беше премиерот гостина, можда и некај вас, некој друг водител, не видов дека му беше направен антипортрет, но еве добро е да видам јас тој кој што ќе отпочне и таа пракса. Одговорите ми на прашањето. Да, повелете. Со овие расчистивте. Со овие криминалци ви расчисти Заев и Јанева. Што правите вие со осомничените од СЈО Милошевски и Димовски, кои ви се во најблиското обкружување, дури во еден период имав чувство или имав сознание или видео запис на одреден начин, дека прилично калкулирате и ги доближувате. Како израз да ги обедините или да ги заштитите? Не видите, Чомовски, тоа се луѓе со кои што ние сме соработували, соработуваме и во моментот. Тоа се пратеници на ВМРО-ДПМНЕ, истакнати членови. Јас верувам во презумпцијата невиност, верувам во нивната невиност, се разбира, и тука нема никаква дилема. Ако вие сакате да ми поставите теза дека однапред треба некого да осудиме затоа што некој политички ги прогонува за да реализира некаква поинаква цел, тогаш простете, не можам да се сложам со вас. Јас знам дека тие луѓе се невини, дури и овие кои што вие ги кажавте, како што ги кажавте пред малку. Ја не бегам, Димовски и Милошевски. Да, видите, вие имате случај во државата кога човек е фатен на дело, како бара мито. И тоа е на една висока функција во оваа држава. Потоа имате градоначалник во државата кој што е фатен како шверцува цигари. И добива 6 месеци затвор кој што претпоставувам дома го издржува. И никому ништо. И никому ништо. Гледаме како на јавна сцена се тргува со право и правдина. Најпрвин луѓето се наречени терористи, потоа се наречени убици, па не знам што, за да на крај бидат проевропејци, затоа што во тој даден момент некому му се потребни за да реализира некаква цел. И можам сега до Сабајле да ви редам вакви примери, никому ништо.
А ние сега се обидуваме да наметнеме теза дека овие луѓе кои што ставиле силна трага не само во ВМРО ДПМН, туку и во Република Македонија се дел од моето обкружување, се разбира, се мои сопартици, луѓе со кои што сум израснал во таа партија и е единствена, бидејќи прилогот друго кажуваше вашиот дека сум ги сменил партиските бои, што апсолутно не е точно. Прва и единствена моја политичка опција од моето полнолетство па до ден денес била и ќе остане ВМРО ДПМН без разлика на мојот ангажман, да ја однапред си дозволам да коментирам за нешто за што сум сигурен дека не е точно и за едниот и за другиот кој што ги споменав. Добро. Господин Мицковски, јас знам дека сакате по Заев да употребите приличен вокабулар на рецензија и тоа е легитимно. Ние можеме да зборуваме за лавскиот снег колку сакаме, но тоа нема да ни донесе 500 евра плата. Тоа нема да ни донесе реформи во кацарска судството. Тоа нема да ја придвижи Македонија напред. Тоа нема да обезбеди поисоки пензии, почист се воздух. имате веродостојност до моментот додека еднаш јавно и гласно не се дистанцирате од политиката на Груевски во изминатите 10 години. Вие велите дека неговото изведување пред суд и судските постапки осуден за 4 кривични дела од прислушуваните разговори е политички прогон. Јас сега вас ве прашувам директно. Да. Таа влада на Груевски не изведуваше погроми, прогони во Македонија, во кој нас новинарите од А1 не прислушува, не малтретира, Космос му го урна, прилично значаен број на бизнисмени од вашето обкружување и пошироко беа директно рекетирани. И немојте ми кажете дека тоа го прави сега и Заев. Имате легитимно право, но сакам да ви кажам, дали тогаш Ако не смеам да ви кажам, тоа да си молчам. Не. Дали тогаш немаше прогон и дека сега почнува прогонот само за Груевски? Не, ама јас ви дадов одговор на Сакам да ми кажете дали 10 годишното владење со овие ситуации и со ова се што го чувме е демократска Македонија, реформска Македонија или да не изведувам паралела со сегашниот случај. Чомовски, Да. еве, хипотетички да се сложам за све што Не кажавте се. хипотетички. Ја можам да се сложам хипотетички. Вие сте лидер. Не сум бил сведок на тие настани и затоа можам да верувам на вашето години сведоцење. бевте јавна личност, директори, знаете. Не сум бил 10 години јас јавна личност, но не сега. Како не сте биле 10 години, па барем една деценија сте активно во ова политичко бизнес. Јас сум во повеќе од 2 децении, но директор бев од 2016 до 2017, од 2015 до 2016 бев дел од кабинетот на тогашниот председател на владата, Груевски, а потоа на Димитриев. Пред тоа не сум имал... Бевте и професор. Ако ништо друго, барем сте гледале телевизија сега да кажам. Затоа велам, да. хипотетички да се сложам, бидејќи вие од прво лице едни да ми пренесувате сведочење. И јас еве да ви верувам дека е така. Сега ние треба да поддржиме ист таков Груевски? И полош? Ако е тоа храната душевна за сите овие работи кои што вие ми кажувате, во ред. Но ја не би сакал тоа да го поддржам. Знаете зошто? И ќе се борам против тоа. Затоа што ви реков на едно од вашите прашања како одговор. Јас сакам да ја видам Македонија со вистински европски вредности, со вистински реформирано судство, Македонија која што ќе биде просперитетна, Македонија која што ќе нуди можности за сите и тоа можам да го остварам. Утре, кога ќе ја понудиме нашата програма, тоа можам да го остварам. Затоа што имаме прецизна методологија како тоа да го направиме. Ја не можам вас да ви ветам дека режимот е виновен затоа што имаме загадено Скопје и дека само да се промени режимот, од утре ќе дојде чист, свеж алпски воздух, затоа што тоа е невозможно. Но можам да ви ветам методологија која што во период од X години ќе го направи воздухот или Скопје помалку загадено за 30%. Добро, ама за ја не можам да ви ветам. сте случник за зелена енергија, да речем условно. Ја не можам да ви ветам 500 километри автопатишта, затоа што е просто невозможно да направам 500 километри автопатишта. Но можам да ви ветам дека ќе направиме 500 километри патишта низ Македонија, ќе ги реконструираме, реновираме, затоа што имам методологија и знам како тоа да го направам заедно со моите соработници. Изрековте заклучок да не биде тоа телефонски, дали да биде миле 20, 25 на 125 милиона такви патишта. Имате намера изделки да склучувате или се дистанцирате од тој тип? Не, зборувам за патишта, навистина
без ниски страсти, патишта на кои што ќе имаме помалце жртви, патишта на кои што безбедно возачите ќе ги управуваат своите возила, патишта на кои што најбрзо ќе стигнуваме од точка А до точка Б. Зборам за тоа. Зборувам за навистина мерки кои што ќе значат подобар живот за граѓаните, реформирано судство, вистинска борба против криминалот, реформирано здравство, реформирано образование. Зборам за држава која што ќе нуди можности за сите граѓани, човечки. Не зборувам за нешто кое што било Дали погрешно. тоа може да дојде сами да си го изведеме, по некој само промоција, само поттикнување, без на пример влез во ЕУ и во НАТО или без воопшто сојузување по некои европски стандарди, вредности кон што стремиме. Или ќе останеме заробеници на еден погром на владењето со кој се соочивме. Видете, ова политичко црно мочуриште кое што нас не се случува во овој момент, можеме да го избистриме само ако се промениме. Да, точно, постојат низа механизми кои што тој процес ќе го акцелерираат, ќе го забрзаат и побрзо да стигнеме до целта. Вие споменавте такви алатки, Европската унија, програмите, искуствата, експертизите кои што тамо ќе дојдат. Но и порано, пред да станеме членка во Европската унија, ние можеме да ги повикаме тие луѓе да дојдат одека и да ни помогнат. Но на вистинска, фер и праведно основа. Тоа е она што нас не треба. Треба ние на вистина да сакаме, треба да се промениме. Ние не можеме евро со евро, како можеме ние со дискутабилно минато политичари полукриминално да очекуваме дека ќе го реформираат правосудниот систем во Република Македонија? Објаснете ми. Како можеме тоа да го очекуваме? Ние можеме да очекуваме од луѓе кои што на вистина пристојно го воделе својот живот и својата професионална кариера да понудат пристојни решенија за подобар и поквалитетен живот на нашите граѓани. Тоа е суштината. Ако ние сега предаваме све во рацете на други, тогаш кај ќе ни биде крајот? Ајде да се промениме, ајде да седнеме на маса, да се договориме како да се промениме, за да го промениме општеството. Јас ќе осимнам сакото, вие ќе ми жешко за да се промениме. Повелете. Поштовани гледачи, следите ТВ интервју со Христијан Мицкоски, шеф на македонската опозиција, чиј рейтинг расте во последно време. Задоволни сте или тоа е шминка на вашите анкетари или на анкетарите на МЦМС? Не се битни анкетарите. Јас ќе бидам задоволен на оној момент кога ќе видам богата, просперитетна и срекна Македонија, кога ќе видам моите соседи срекни. Тоа е суштината на еден политичар и тоа треба да не прави нас успешни и срекни. Тоа е мерит системот. Не е бројката која што ќе ја прочитате на оваа или онаа телевизија која што служи за ова или за онаа цел. Кој ќе видам соседите мои дека наутро одат на работа, дека се задоволни со примањата, кога ќе ги видам луѓето како се образуваат на Ама само соседите околу вас, а не и соседите на Македонија. И соседи, видете, мене приоритет ми се граѓаните на Република Македонија. Точно како влада утре која што ќе формира ВМРО-ДПМНЕ треба да се грижи за добри односи со соседите кои што се околу Република Македонија, во потесното, но и во поширокото соседство, се разбира. Но примарна цел се разбира која се граѓаните на Република Македонија. Уште најмалку половина час интервју со Христијан Мицкоски, реклами, а потоа со еден видео кадар од ВМРО-ДПМНЕ за продолжување на разговорот. Стани милионер со Бусто. Испрати фискална сметка од купен Бусто круасан на поштенски фах 678 од 15 ноември до 30 декември 2018 година. Доби фантастични 1 милион денари, 150 вредносни воучери од 3000 денари од Мегаспорт, 10 музички системи Sony, 40 портабл звучници Sony. Бусто, твојот омилен круасан.
Од 17 ноември, нов Супер Тинекс во трговскиот центар Лиса, во населба Ново Лисиче. Не пропуштајте ги ексклузивните акции и промоции кои ги подготвивме само за вас. Шпагети паста Зара 500 грама, 1+1 подарок, 50 денари плюс 50 поени. Маслиново масло Монини 500 мл, 1+1 подарок, 299 денари плюс 100 поени. Чоколадо Милка 270 грама плюс подарок чоколадо 100 грама, 159 денари плюс 200 поени. Газирана вода Кожувчанка литар и половина плюс подарок негазирана вода изворска 19 денари плюс 30 поени на вашата Поен плюс картичка. Со уште повеќе акции и промоции во текот на целата недела. Се гледаме во Супер Тинекс Центар Лиса. 20 години таксират и играта продолжува. Заедно со Пендулум, Новел Вак, Мандо Диао, Дубиоза колектив, Смат, Терапи, Сав Саунд Систем и други. Преврти го Скопје наопаку. 8 декември, Арена Борис Трајковски. 20-ти Таксират фестивал. Кафетин Колд, ефикасна комбинација за облажување на симптомите на настинка и грип, ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрeciјата од носот и ја облажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплет Плюс. Триглав осигурување. Хепи уикенд акција во Нептун. Од оваа среда до овој понеделник. Големи попусти на сите производи и до 48 рати без камата на цените со попуст. Идеално, нели? Нептун. Инспирира радост. Сите ваши сметки и плаќања на едно место и со еден допир. Бесплатно мобилно банкарство. Евростандард банка. Секогаш на дланка. Се надам дека ќе го добиеме кадарот од пред ВМРО ДПМН, но независно од тоа, мислам дека и без него можеме да продолжиме. А знаете што беше кадар? Еве. Кадарот е на оден начин асоциација на она што вие избегнувате да го одговорите. Овде има една ваша тераса која според кажувањето на градоначалникот на центар е дивоградба. Како што била на оден начин прифатено, да речем условно, дивоградбата на Космос, според вашите искажувања. Замислете сега некоја будала да дојде и да ви го урне овој објект. Уште мислите дека тоа сето што го правеше Груевски и неговата булумента може да го издржите, да го оправдате со ставот дека поминало тоа, овие истото ќе оправат. Многу силни квалификации давате за луѓето. Апсолутно, јас сум благ наспроти она што можам да бидам. Да, не, јас чувствувам многу повеќе и се воздржувам да бидам експлозивен, но јас се обидувам христијански да гледам на работите и поразлично од вас. Еден друг претходник ваш гледаше христијански, па гледавме како заврши. Го остави семејството и децата тука и си замина со барем со парите што ги излекол од Македонија. Тоа, повторно ќе ви кажам, ќе треба да го поставите прашање на други луѓе и на други институции. Но не се, да се вратам на вашето прашање. Јас бев сведок кога еден градоначалник на Скопска општина сакаше да постапи така што ќе го урне, ќе урне оваа тераса која што вие сега символички ја прикажавте дека и навистина и тогашно и сега стојам на ставот дека доколку навистина е дивоградба и дека е противправно изградена, еве
Ако тогаш ги спречувала централната власт, бидејќи не може да делуваат, нека делуваат и сега. Ако мислат дека таа тераса е навистина дивоградна. Но мислам дека не е така и дека нема да постапат онака како што направивте вие споредба сега пред малку. Упорно се обидувате да избегнете варијантата на дистанца од претходната власт. И ја го разбирам тоа зашто значаен дел од своето партиско тело може, од партиско јадро може да ви се спротистави така натаму. Но дали ги примате пораките на странците, на овие луѓе со кои контактирате, дека ако не ја промените таа политика во изминатава декада, дека ние ќе останеме и натаму во едно мочуриште, како што сами велите, на самодоволност. Видете, прво имаме две спротивности. Изминатава декада ВМРО-ДПМН била владеачка партија и сега е ВМРО-ДПМН опозициона партија. Не знам за какви пораки станува збор или какви се тие пораки кои што алудирате да ми ги пренесете, но навистина различни се ситуациите и тогаш, но и сега. Ако мислите на начинот на политичко действување, и тој е различен од позиција на власт и од позиција на опозиција, сосема поинакво делувате, поинакви методи имате и така натаму. Ние гледаме една група на политичари кои што беа во опозиција како делуваа, ги гледаме сега како власт веќе година и половина како делуваат. Така што навистина тоа се едни сериозни различности. Но да се вратам на почетокот од вашето прашање. Многу пати сум кажал, еве ќе го повторам и во вашата емисија, дека граѓаните на Република Македонија имале сигурно добра причина зошто гласале против ВМРО-ДПМН најпрви на предвремените парламентарни избори во 2016 година, иако тогаш ВМРО-ДПМН освои најголем број пратеници и најголем број гласови, но и на локалните избори во 2017 година, кога им дадоа доверба малтене акламативна на градоначалниците на Социјалдемократскиот сојуз. Сигурно имале добра причина, сигурно нешто процениле дека не е добро во политиките на ВМРО-ДПМН и одлучиле да го казнат. И ние тоа го почитуваме. Од тоа излековме поука, пораснавме и ВМРО-ДПМН денеска е зрела да понуди решенија за реалните проблеми на граѓаните во оваа држава. Ако сте пораснале, ние никогаш нема да си дозволиме, повторно ќе ви кажам, теза дека воздухот во Скопје и ширу Македонија е загаден затоа што постои режим или ваква власт каква што имаме сега. Само да се смени режимот или оваа власт, дека ние ќе донесеме алпски воздух. Тоа нема да го направиме. Затоа што тоа не може да се случи. Но дека имаме методологија и начин како да го подобриме квалитетот на живот на граѓаните, да имаме. Повторно ќе ви кажам, нема никогаш да си дозволиме да им ветиме на граѓаните инфраструктурен бум, што е невозможен за 4 мандати, а ние тоа да го спакуваме во еден, затоа што тоа е невозможно. Но имаме методологија и начин да им ветиме на граѓаните што ќе направиме за еден мандат, па они нека судат дали ќе ни дадат втор, трет, па и така натаму. А претходниот инфраструктурен бум што го направи Груевски со провизиите, тоа е моделот. Вие упорно ме враќате во времето кое што на нас нема да ни донесе почист воздух, нема да ни донесе 500 евра плата, нема да ни донесе реформи во здравството, нема да ги подобри овие криминални иновации, нема да ги подобри оние криминални тендери во здравството, нема да не направи побогати. Ако сакате да го осудам, да, еве, нека ви биде така, ќе го осудиме се до тоа. Не значи ништо. Повторно ќе ви кажам, ние правиме сега замена на теза, овој не чини, а го оправдуваме овој другиот кој што е бетер од него. Чекате. Ако е тоа вашата теза... Добро, вие сте урбан човек. Не ви е срамотен во тој кичерај да влегувате во зградата на ВМРО-ДПМН. Не ви е, например, грижа на совест дека таа зграда е предмет во СЕО со сомневање дека се вклучени прилично матни пералници на пари, дека се вклучени бизнисмени кои биле принудени да даваат пари на тој начин. Видете, Чомовски, дали вие сте ги виделе ревизорските извештаи на другите политички партии? Кога ќе дојде време тука да седнат, ќе ги гледам. Сега ги гледам вашите. Па јас сум ги видел. Добро. И можам да ви кажам дека тоа зашто денеска ВМРО-ДПМН е повторно ставено на политички прво, на што ние се навикнавме. И ова го најавивме неколку недели претходно, дека целта е практично да се укине ВМРО-ДПМН. Тоа е атак на ВМРО-ДПМН, атак на десетици илјади членови, атак на десетици илјади семејства кои што одлучиле дел од својот живот да му посветат на ВМРО-ДПМН и на македонската кауза, на македонската држава. Но ние ќе се бориме, нема да се откажеме од сето тоа. Не ви да ви одговорам на вашето прашање. Мене ми е гордост
кога стапнувам во седиштето на ВМРО-ДПМН, исто како што било гордост кога стапнував и во жолтата зграда, исто ми беше гордост кога за прв пат зачекорував 90-тите години во седиштето на ВМРО-ДПМН и кога учествував во работата на тогашната Унија на млади сили. Така што се надевам дека, тоест сигурен сум да бидам попрецизен, дека на десетици и стотици илјади членови на ВМРО-ДПМН кои што зачекориле и во таа жолта зграда, но и во ова седиште им било гордост што се дел од ВМРО-ДПМН. Но ми беше срам кога ги гледав оние полицајци како не се извинуваат додека ги претресуваат нашите автомобили, барајќи го Груевски под моето седиште или под седиштето на возачот или во ГПК-от, оној ден кога се одвиваше првиот чин од ова реално шоу, кое што, еве, за жал до ден денеска трае. Ми беше жал кога опозиционата мисла беше под еден таков невинен притисок, обколена од тешко наоружени припадници на Министерството на внатрешни работи, како ги претресуваат сите оние десетици членови и активисти на ВМРО-ДПМН кои што влегуваат и излегуваат од партиското седиште. Очекував навистина, еве, лично и од вас, морам да признам, да тоа се осуди. Но еве, до ден денеска не забележав дека вие го осудивте, затоа што тоа представува директен атак врз опозицијската мисла во Република Македонија. Зарем за таква европска Македонија збориме? Зарем за такво демократско општество збориме? Нели заслуживме барем една осуда од еден ваков новинар кој што целиот свој живот 40 на години го поминал во новинарството во Македонија? Додека не го добиеме... Зашто го избегнувате? Толку ли е тешко да го осудите? Не, јас го осудив. Еве да слушате македонски, ја не сум слушнал. Тврдам дека е тоа... Па немојте да се плашите, оваа држава нема потреба во страв да живее. Да ми импутирате тој тип на... Зошто да живееме во страв? Груевистички диалог, ме молам. Не е ова груевистичко, ова е слободумен македонски диалог. Зашто груевистичко? Добро се согласувам. Еве јас се Зашто да ја кочиме слободната мисла? Јас се изјаснувам дека... Со раци, со подседиште ќе го најде Груевски. Во колата на генералниот секретар, таму ќе го најде. Непромислена акција. Многу попромислено ќе беше... Па осудете го, излезете, осудете го министерот, побарете оставка. Дали вие го осудувате периодот на Груевски? 3 пати кажа Зашто уште мислите дека континуитет правите? Сте одушевени од партиското легло кое е предмет на... Не, за мене, прилично сомнителни криминални... Реков сум прецизен, ќе повторам уште еднашка. За мене представува чест секогаш кога чекорев и во жолтата зграда и сега и кога влегов и кога можев да дадам нешто за Македонија и за ВМРО-ДПМН. Вие сте одели во другите седишта на демократските, демохристијанските партии. Има ваков гламур кој е мешавина готика, барок, килим врз килим и тоа дури ниво Елисејската палата го нема на таков начин на кој вие уживате сега, например. Старите римјани рекле за вкусовите не се дискутира. Не е точно. Така што јас тука... Цели има професии и катедри кои се занимаваат со естетиката на вкусовите. Ја ви говорам вам, ви лежат такви вкусови. Ако мене ме прашувате, јас ќе се обидам инженерски да ви дадам одговор, а тоа е дали е функционално или нефункционално. Можам да ви кажам дека сум видел и пофункционални и помалку функционални партиски седишта од ова во кое што се наоѓа сега во ВМРО-ДПМН или од онаа жолта зграда која што во минатото имавме како партиско седиште. Нема криминал во трансакциите околу градбата на зградата на ВМРО-ДПМН. После овие сомневања за издвојувањето на предметите врзани со незината изградба, по сомневањето дека на одредена фирма, дури јасно се знае, сте им правеле притисок да ја изгради, да стави во банкарските конта или на контото на Груевски. Која е таа фирма, простете, ако не е тајна? Па ја мислам дека е некоја блиска до некои ваши тајкуни кои работеа на Скопје. Несериозно било сега. Скопје 2014, па потоа го градеа тој објект во кој сега сте вие, па хотел правеа до вас. Видете, несериозно би било јас сега да се да коментирам нешто зашто еве и вие дури немате вистински одговор, но исто така би било несериозно да прекјутам како седиштето на Социјалдемократскиот сојуз прерасна во една стаклена амфора со годините од оној скромен штаб кој што беше во 90-тите. Добро. Тоа е да речеме поголем интерес за мене. За да мислите следното, во репликата ми кажете го браните Заев и затоа ви премолчам, инаку немам ни намера тоа да го правам. Поштовани гледачи, со лидерот на опозицијата, Христијан Мицковски, и натаму разговараме, но овој пат поминуваме на прашањата од соседството, но не од неговото соседство во Македонија, туку од соседството на Македонија. И натаму останувате на тезата дека
договорот од Преспа е штетен за Македонија и каков е вашиот став, а не сте се изјасниле подолго време, на еден од најблиските ваши соработници кој рече дека договорот од Преспа е свршен чин и дека тоа не може да се менува. Не, тоа беше изјава која што беше извадена од контекст и тоа не би го коментирал, но она кое што го знае македонската јавност, го соопштил многу пати, вие сега ме прашувате, ќе ви го повторам истото, дека за нас овој договор е навистина асиметричен, штетен, капитулантски, како што сме го навекле во многу пати во минатото, и сите оние последици кои што во периодот ќе доаѓаат, а кои што ќе биде сведок македонската јавност, се дополнителни замки во процесот на македонското интегрирање во рамките на Европската унија. Просто е невозможно тоа што е зададено како цел во рамките на тој период како што е зададен како цел да биде Мицковски, вие реализиран. мислите дека можете да го промените договорот од Преспа? Видете се хипотетички прашања ние можеме до сабали да си поставуваме овдека. Процесот во рамките на парламентот на Не се воопшто Република. хипотетични. Ќе следуваат избори председателски, кај што е надворешна политика, можеби и парламентарни. Како ќе излезете на избирачи и им кажете не важи Преспанскиот договор, ние кога ќе дојдеме на власт ќе правиме нов Преспански договор? Видете Чумовски, сега ние повторно ќе кажам, можеме на хипотетички прашања до наутро да си дискутираме. Со хипотеза. Ајде мојата е теза. Не можам ја да одговарам на хипотетички прашања. Еве мојата е теза, вие со хипотеза одговорите ми. Овој договор е штетен, асиметричен и капитулантски за Република Македонија и тука немаме дилема. Дека сме против процесот на уставни измени, сме против како политичка партија, тоа е спротивно на конгресната одлука, спротивно на програмата со која што сме излегле на изборите во 2016 година, спротивно е на одлуките на извршниот, на Централниот комитет и спротивно е конечно на одлуката на пратеничката група. И тоа е она која што е фактичка ситуација во моментот во ВМРО-ДПМН, а се однесува на овој договор за кој што ние сега зборуваме. Што е за вас нештетен, симетричен и добар договор меѓу Грција и Македонија, меѓу Скопје и Атина, меѓу Мицутакис и Мицковски? Вториот дел од прашањето е повторно хипотетично, не знаеме дали Мицутакис и Мицковски ќе бидат тие кои што би преговарале евентуално во иднина. Јас се надевам дека да не речам, сум сигурен дека ВМРО-ДПМН сигурно ќе формира следната влада во Република Македонија. Не знам каков ќе биде случајот во соседна Грција. Анкетите покажува дека фаворите таму господин Мицотакис, но дали ќе формира, навистина не сум детално запознат со политичките прилики кај нашиот јужен сосед, па да ви кажам дека со сигурност ќе ја формира или не. Инаку станува збор за наша сестринска партија точно. Асиметричен е договорот во делот на тоа дека со самото потпишување на овој договор ние доброволно. Не ми бегајте во веќе истакнати констатации ваши. Кажете ми каков договор ќе постигнете со идната влада кој ќе биде симетричен, избалансиран, во кој ќе се штитат повеќе интересите на идентитетските кодови, јазик, култура и така натаму. Па видите, културата во овој договор за жал не е воопшто заштитена, но ајде ќе дојдеме и во одговорот на моето прашање ќе дојдеме и на тоа. Договор кој што е постигнат сега подразбира дека, ќе го повторам, тоа што сме кажале во многу пати во минатото, ќе го повторам и сега. Подразбира дека Македонија се откажува од времената спогодба, од резолуцијата во Обединетите нации 93-95, се откажува од Хашката пресуда од 2011 година. Македонија дозволува формирање на меѓудржавна комисија која што ќе врши ревизија на македонското образование, култура, археолошко наследство и уште нешто беше. Добро, Македонија се откажува. И историја се извинувам. Дали вие се откажувате и како лидер и како партија од нашиот пат кон евроинтеграција? Дали свесто ги избегнувате сите сугестии на Брисел, на Вашингтон, дека е приоритет, дека треба се направи голем компромис? И дали сте вие подготвени за таков голем компромис? Или ќе им кажете, ние сме само доволни и доста ни? ВМРО-ДПМН својот став поврзан со овој процес го кажал многу пати во минатото. И немам никаква потреба да го менувам тој став нити јас како претседател на ВМРО-ДПМН, нити ВМРО-ДПМН како политичка партија. А ВМРО-ДПМН својата ориентација кон евроатлантските интеграции на Република Македонија во многу пати во минатото ги покажала, вклучително
И јас како председател на ВМРО ДПМН во моментот кога избрав, тоа беше избран кога бев декември 2017. Прилично вербалистички ми одговарате. Не, ако ми дозволите до крај да да одговорам, ќе видите дека ВМРО ДПМН има и текако додадена вредност во македонскиот пат кон отварање на преговорите со Европската унија. Имено, бевме надвор од парламентот, се вративме. Преговаравме за реформските закони кои што се двотретински, без поддршка на ВМРО ДПМН не можеа да поминат во парламентот, април месец помина. Бидејќи ги усогласивме со владата, она што беше како нивна драфт верзија беше катастрофа, го подобривме и така натаму. Тоа беше од страна на високата представничка и високиот представник на Европската комисија Ханес Хан и господјата Могерини јавно во парламентот кажано дека ова е заслуга и на опозиција. Мицкоски ми одговарате ВМРО ДПМН го врати процесот. публика. Јас ве прашувам За која како публика? лидер на опозиција која е под диоптрија на меѓународната заедница, вклучувајќи Македонија. Ако станете премиер, што ќе им кажете на Вашингтон или на Брисел? Се што зборувавте за поддршка на договорот Ципрас Брисел не важи, ние поштуваме од нула. Тоа е ставот? Не, тоа е повторно хипотетичко прашање. Затоа велиме, имаме процес кој што е почнал, да видиме како тој процес ќе се заврши, па потоа може да дискутираме што ќе кажуваме или нема да. Процесот е почнат, да видиме процесот како ќе се развива, па дури потоа ќе разговараме како понатаму. ВМРО ДПМН е против и нема тука никаква дилема. Па добро, и против е тоа ми е јасно. Па, Што е алтернативата на тоа против? Македонските граѓани, вклучувајќи и вашите... Нема алтернатива, Европска унија и НАТО се знае. Како нема Европска унија и НАТО ќе одиме со договор за кој вие викате не важи? Не го реков тоа нити во еден момент. Јас го реков дека овој договор, ваков како што е асиметричен, штетен и капитулантски за Македонија и македонските нации. Превртете тезата, не хипотезата. Што е нештетен, некапитулантски и добар за Македонија? Македонија? Договор во кој што нема да се откажеме од нашата историја, археолошко и културно наследство, нашето образование, договорот кој што нема да се откажеме од времената спогодба, од резолуцијата, договорот кој што нема да се откажеме од нашето малцинство, договорот кој што нема да се откажеме од Хашката пресуда и така натаму, договор во кој што нема да се изедначат националности и граѓани на државата, договор во кој што нема јазикот да биде со фуснота и така натаму. Тоа е договор во кој што ние можеме да дискутираме, договор во кој што нема да биде променет уставното име на Република Македонија. Тоа е не асиметричен договор, тоа е симетричен договор. Дали тоа значи дека за вас е прифатливо ако не дојде до ратификација или вие го блокирате тој процес, фирам дека е подобра референца за прием во НАТО и ЕУ? Во НАТО пред. Видете, повторно правиме работа, повторно зборуваме за нешто за кое што ние генерално вдека сме се сложиле. Уставното име е Република Македонија. Времената референца која што е донесена, била донесена се со цел да може Македонија да се интегрира во светските меѓународни институции, вклучително во случајов и во НАТО и во Европската унија. Македонија, впрочем, под фиром стана и кандидат. Македонија под фиром го потпише договорот за асоциација и стабилизација со Европската унија. Македонија под фиром е земја која што учествува во НАТО мисиите во Босна, Алтеа, како се викаше, во Косово, во Авганистан, во Ирак и така натаму. И е лојален партнер и на НАТО алијансата, и тоа го покажала, но и на Европската унија. Она што нас не интересира во моментот е како да се фокусираме да Македонија што побрзо ги отпочне преговорите со Европската унија. А тоа ќе го направиме ако се фокусираме на реформите. Ние сега можеме до наутро да одговараме на хипотетички прашања што би било кога би било. Единствено нешто кое што во моментот е јасно е тоа дека треба да се седне и да се размислува за реформите кои што се неопходни Македонија да ја затвори нејзината европска агенда или ЕУ агенда. Тоа е суштината. Ако се сретете со Мицотаки, што ќе му кажете? Овој став ќе му кажете, не важи ништо. Дајте јас и вие да се договориме за иднината на грчко-македонските односи. Па имаме ние многу теми за кои што мислам дека треба да разговараме. Една од тие теми се разбира и релациите помеѓу Република Македонија и соседна Република Грција. И што ви сугерира двајцата министри за надворешни работи, екс, кои ги имате во непосредното окружување, дека е добра тактиката да бидете контра целата меѓународна заедница. Иако двајцата преговара до изнемогло со Атина. Не, ние дискутираме за принципелен став кој што ќе подразбира чесен и искрен пристап, став кој што ќе значи заштита на македонските национални интереси. Кој? Па сега ви го кажав барем три пати во вашата емисија. Се обидувам да ви кажам дека дали се заштитени националните интереси со фиром? Повторно ќе ви кажам, Македонија како фиром
подпиша договор за Одговорите ми на асоциација и прашањето стабилизација. дали се заштитени националните интереси со ФИРОМ. Заштитени се националните интереси со Република Македонија како нејзин уставно име. Заштитени се, да. Со ФИРОМ. Како Република Македонија со нејзин уставно име. А зашто ги тужевме грците во Хаг? Затоа што го блокира непочитување непочитување на времената спогодба и резолуцијата од Обединетите И нации. какви се ефектите од таа добиена пресуда за која гаевме големи надежи дека ќе влеземе, кога и натаму грците велат нема влез додека не се постигне договор. Што ќе постигнете договор со Атина за да... Не ви е прашањето дали треба или не треба да постигнеме договор. Да, ако е тоа прашањето, треба да постигнеме договор со грците. Но не ваков. Никој не рече дека треба ваков договор да постигне. И токму затоа ставот на Република Македонија, односно ставот се извинам на ВМРО ДПМН и мој личен е дека овој договор е штетен, асиметричен и капитулантски. Вакви категорични ставови во еден период, дури на крајот од мандатот и вашиот претходник Никола Груевски го имаше наспроти албанските ангажмани, иако 10 години беше во коалиција со дури на крај излезе гнев на собирот пред ОПСЕ и мислам дека барем од тоа треба да извлечете поука дека тој тип на негирање на меѓународните фактори и на домашните фактори за нешто што е постигнато не води никаде, а вие сте шеф на опозиција. Без оглед што ви е легитимно право да критикувате власта и да се борите, условно кажем, за овој пристап на некаква заштита на националните интереси. Воопшто не, таа паралела не е точна. Воопшто не е таа паралела точна. Кога последен пат или прв пат сте имале средба со албанците, со албански политички репрезенти? Па имам редовни средби, имам редовни телефонски разговори. Со кого? Со Ахмети сте се сретнале? Па да, сум се срекал и со господинот Ахмети, сум се слушал со господинот Османи Бујар, сум се слушал со господинот Зијади Села. Јасно дека сум се срекал со господинот Таравари, со господинот Касами. Албанскиот фактор во Македонија вели без НАТО и без ЕУ ќе настанат прилично значајни ломови. Дали за тоа сте свесни? Видете, никој, барем од она моje искуство во контактите со албанските лидери и албанските политичари, ваков тип на уцена не испоставил пред мене. Тоа што сте го читали Ахмети добро. Па може би вие го читате поинаку. Да, јас и го познав и прилично го читам. На крај се чуле со Груевски по телефон, како што тоа го направил Груевски со неговиот адвокат? Не. Кој располага со парите на ВМРО ДПМН сега? Официјален потписник на сметката на ВМРО ДПМН сум јас. И сите средства со кои што располага ВМРО ДПМН се на партиската сметка. Како успевате да одржите толку партиски штабови со релативно поскромен буџет од што го имавте во времето на Мијалков и Груевски? Па, повторно ќе кажам, јас не знам за колкави буџети станува збор или за колкав буџет зборувате, но со домакинско и одговорно работење се е возможно. Со буџет за кој се вели дека 1 милион се слијани во рацете на Груевски и нема трага од тие пари или има трага, не знам. Јас не знам во што вие верувате и што говори СЕО, ако е тоа дел од денешната нивна од денешното нивно покренување на постапка во РТВ, нека е тоа така, но она кое што јас можам сега да го кажам е дека јас како претседател на ВМРО ДПМН сум волонтер, не примам никаков надомест. Вработен сум на Машинскиот факултет во Скопје. Се возам со своето приватно возило, односно луѓето кои што управуваат со моето приватно возило се луѓе кои што се дел од, како што рековте, партиските служби и партиското обезбедување, така што повторно ќе се вратам на почетокот од мојот одговор, а тоа е со домакинско и одговорно работење се е возможно. Јас водев башки разговори, се надевам дека Анета ќе го продолжи овој диалог, затоа што кога гледа од страна, барем има впечаток, да речем условно, дали сум бил мек или тврд спрема вас. Анета, повели. Подоцна ќе се оценуваме. Не знам, кога се зборува со политичар, добар дел од одговорите се дека зборуваме хипотетички. Да се обидеме да не добиеме одговор хипотетички на следниве две прашања кои што сметам дека се многу важни, се однесуваат на вашите, сега би рекле, бивши сопартици. Добивте 2 писма од Мијалков, не одговоривте
На ниту едно. Да? Зошто? Па јас дадов одговори на тоа и на ова прашање во една национална телевизија. Кажав дека политички нашите патишта се разотидоа, заврши пред време едно пријателство и отприлика тука за мене таа книга се затвара, се отвара едно ново поглавје во животот, се разбира, без него како мој пријател. А бидејќи сакаме да зборуваме хипотетички, што би му одговорила? Не сум размислувал искрено кажано што би му одговорил, бидејќи Хипотетички? Па мислам дека она што го кажав и во таа емисија, еве и сега повторно ќе го повторам овдека, е дека биде тоа и одговор на тоа прашање, дека секој оној кој што сака да застане на патот на ова ненародна и криминална власт предводена од единствениот аболиран политичар Зоран Заев во Република Македонија е добре дојден, без разлика на личните несогласувања и фрустрации, да ги ставиме тие во втор план, бидејќи на крајот треба Македонија да победи. Мицковски, ја имам уште две женски прашања. Хипотетички или? Не, женски прашања. Тоа е некој со партика да доден сам да одговори. Дали си се чуле со Нада Груева и Боркица Груева? Не. Дали сте им понудиле на одреден начин, бидејќи тие се дел од семејството на честниот и демохристијанин Груевски, дали се од ВМРО ДПМН? Не сум се слушал. А зошто? Зошто не се грижите за семејството на вашиот почесен председател? Па еве ќе го сватам ова како ваш совет кон мене да се слушнам и ќе го сторам тоа најбрзо што може. Да би било човечки, колегијално, пријателски, како веќе не. И уште нешто имам јас за самиот крај. Предпоставувам дека зборувавте многу за тоа дали сте знаеле дека Груевски планира да побегне или не планира, кој бил неговиот став, како ги успеал да ги испразни сметките и така натаму. Вашиот став за неговата екстрадиција е каков? Се извинам, мојот став во врска со екстрадицијата на Груевски, можната екстрадиција на Груевски. Видете, повторно тоа прашање треба да го патите на некои други органи во Република Македонија. Јас колку што разбрав, Македонија нема подпишано договор за екстрадиција со Унгарија и тоа го ставам во делот на повторно промашувањата на минатото. Но вистинското прашање е како он успеа да стигне таму. Оти видете, според она што е позната вистина во јавноста, не знам колку е таа вистина, вистинската вистина, е дека тој поминал преку 3 земји, ја напуштил Република Македонија, поминал преку 3 земји, евидентиране на 3 гранични премини и стигнал во Унгарија. Прашањето е како е напуштил Македонија? Кој го организирал сето тоа? Зошто институциите во Република Македонија не биле информирани, не знаеле за тоа што се случува, ако не биле договорени? И дали некој ќе сноси одговорност за овој пропуст кој што се случи? Да, но дали сте дали за некој негова? конечно во оваа држава ќе понесе одговорност? Вие имате министер за внатрешни работи, кој што пред точно една година апсеше без симнат имунитет пратеници. Имаме најмалку 4 убиства во Скопје, каде што Министерството се правдаше во тек истрагата, до ден денешен не ги знаеме кои се убиците. Имаме поранешен премиер кој што патем речено има државно обезбедување кој што е во бегство. Се случуваат скандали, оној го земал директорот на јавна безбедност поранешниот, возилото потишол до Грција, го смениле, но министерот за внатрешни работи вице-премиер е незаменлив. Тој не смее да биде пипнат. Вие ги повторувате сега тезите од почетокот. Јас ме прашувам кој е вашиот став во однос на неговата екстрадиција. Почитување на законите, се разбира. Значи се залагате за правна држава. Тогаш треба да се залагате и за негова екстрадиција. Се разбира, се што е во рамките на законите треба да се почитува. Уште само едно мало прашање. Орбан и неговата партија се сестрински партии, да речем, во Европскиот парламент. Му сртите ли телефон после средбата пред бегството, сега на Орбан, го прашате господин Орбан, што се случува тоа, изворна информација да добиете? И господинот Орбан е еден од ретките вистински поддржувачи и промотори на Република Македонија во рамките на тие ЕУ интеграции. И тоа се согласувам. Јас би се радувал, без разлика што ВМРО ДПМН како сестринска партија на партијата Фидеш е во опозиција, да имаме уште неколку
такви вистински поддржувачи како што е господинот Орбан во рамките на европската интеграција на Република Македонија и јас тогаш би бил сигурен дека патот би бил многу пократок и би бил побрз. Ама не ве викнав како шеф на дипломатија, ве викнав како партиски лидер. Дали разговаравте со Орбан дури и по своји други канали? Немам слушнато од последната наша средба. Се видовме на самитот во Хелсинки. Самитот се одржуваше на маргините на Конгресот на Европската народна партија, тогаш ние се немаме ниту слушнато, ниту видно. Дали би му рекле, како што и овде ми викате, дека е скандалозно бегството, дека бегството на Груевски како лидер на ВМРО ДПМН во Будимпешта го нарушува кредибилитетот на партијата, вашата позиција прави прилично ровка? Да немате дилема дека ќе ги пренесам мислите тие. Добро, ја немам ни женски ни машки прашања. Ако се Да завршиме машки, може Чомовски? може повели. Ви благодариме на посетата, ви благодариме на поканата. На вниманието. Чомовски, доколку се одјавуваш од таму, јас да го затворам официјално твореното студио. Можам? Затворај. Така, добро. Почитувани, ви благодариме на вниманието. Веднаш по нас следуваат отворени телефони со нашата колешка Јана Јосифовска и секако уште едно информативно издание кое што ќе следи некаде околу 23 часот. До тогаш останете со нас.